Дали вие, премиерот, председателката на републиката, председателот на собранието, председателот на судскиот совет и сите носители на невисоки функции досека не се запрашавте дека од 16.3.2025 година повеќе немате функција. Вие имате мисија. Мисија, дали оваа држава ќе постои или ќе ја снема. Затоа што државата беше вистински правен поредок, без здравствен систем кој го спасува животот на граѓаните, без образование кое гради иднина. Тоа не е држава. А одговорноста за тоа денес и утре ќе носите токму вие, затоа што молчеште кога требаше да зборувате и бегавте кога требаше да застанете пред народот. Историјата нема да ве праша кои функции сте ги извршувале, туку дали ја исполневте мисијата да ја сочувате државата и да ги вратите достоинството на нејзините граѓани. Но ако имате храброст да се издигнете над партиските интереси и личните калкулации, тогаш имате можност да влезете во историјата како луѓе кои ја спасија татковината. Изборот е ваш. Дали ќе бидете гробари на државата или нејзни спасители. Нашите деца заслужуваат правда. Ние нема да молчиме и нема да се помириме. Гробари ќе бидат на државата. На така се трнати. Апсолутно од тој пат нема враќање. Очигледно беше, уште од првиот ден после трагедијата во Кочани, дека овие луѓе не сакаат да променат ништо суштински со начинот на кој што функционира државата, со начинот на кој што управуваат се институциите, да повикаат на одговорност. Тој ден одговорноста требаше да почне од премиерот па да оди надоле. Има и други луѓе во ВМРО ДПМН кои што можеа да водат владата, кои што можеа да бидат министри и да ги менуваат работите после таа трагедија. Тие не покажаа подготвеност тој ден да поднесат оставка, да се повлечат, за да остават простор на нови луѓе, млади луѓе, кои што стварно нешто ќе сакаат да сменат во државата. Понатаму можеа да отидат во Кочани и таму неколку недели, месеци да ги водат седниците на владата за да непосредно му помогнат на тој народ ожалостен, можеа да направат притисок наместо да нема одговорност, да направиа притисок да има одговорност за сите кои што се виновни и се на било каков начин поврзани со таа дискотека, тоа не го направи. Значи они се решени и ќе бидат гробари на оваа држава ако ние им дозволиме.